кои што организираме на оваа тема, но веќе имаме некои конкретни резултати кои што сакавме да ги споделиме со вас. Кога зборуваме за сајбер безбедноста, обично станува збор за некое, не знам, мрачно место, полно со стапици кај што може да паднеме, прилично луѓето мислат дека се работи за нешто страшно и при најмало невнимание. Но од друга страна, како што и секогаш кажуваме, денес животот не можеме да го замислиме без интернет. Јако поголем дел од нас се сеќаваме на времења кога и без интернет функционираше, но тоа не изгледа многу одамна. И денеска ние се караме и со нашите деца кога користат телефон, како што па нашите родители се караат со нас Commodore 64 кога чуваат од нас. Во пакетот со сите предности што ги носи интернетот, носи и одредени нормални ризици, но одговорноста да го направиме побезбедно место е заедничка. Кога државата, бизнисите, семејствата и граѓаните, индивидуалците превземаат чекори да се заштитат и нашата колективна сајбер безбедност се подобрува. Овој настане и пример за такво партнерство и денес ќе дискутираме за начините и механизмите да ја закнеме соработката и партнерството во едино. Треба да сме свесни дека овој процес кој што никош нема да прекине да застане. Ова не е патување, односно фактички не стасуваме никаде, немаме дестинација, ова е патување кое што цело време ќе трае. И постојано ќе треба да учиме и учиме понатака да се напредуваме, за да ја напредуваме нашата сајбер безбедност. Таму што ќе сватиме, ќе констатираме дека со одредена фаза сме завршиле и веќе сме застарени, мора нешто ново се постигне. Визијата на стратегијата е воспоставување сигурно, безбедно, доверливо и отпорно дигитално окружување за граѓаните, но и за бизнисите во Македонија. Сајбер безбедноста не смееме да гледаме и особено компаниите тоа некогаш го прават како некое нужно зло, па во исто време и голема прилика за отварање на нови бизниси, за развој и за напредување. Интернетот и понатаму останува богато поле за иновации, а глобалниот пазар за сајбер безбедност расте со огромна брзина. И ова се индустриите фактички на едината, кои на Македонија може да и помогнат да држи чекор со глобалните трендови и да постигне поголем раст и на економијата. Генерално, ние сакаме да ја развиеме Македонија како следната хит ИКТ дестинација и на таков начин да оствариме можност за отварање на нови компании, со нови работни места и со достоинствени плати. Сајбер безбедноста не сме и не треба да биде бариерата која што ќе не спречи да користиме нови и напредни технологии. Уште повеќе, напредната сајбер безбедност е неопходна за функционирањето и на дигиталната средина за користење на електронски услуги кои што веќе следната година масовно ќе почнеме да ги нудиме во државата. Дигиталните јавни сервиси ќе бидат поедноставни, ќе се побрзи и поевтини, како за бизнисите, така и за граѓаните. И тие треба да бидат безбедни, но пред се и лесно употребливи за секој и најобичен граѓанин. И сега, вистинскиот баланс помеѓу потребливоста и безбедноста е секогаш тешко да се најде, но ова е една од работите кои што ќе треба да ги заедно адресираме во идеја. Како што потрошувачите на онлайн продукти бараат безбедност кога купуваат преку интернет, граѓаните очекуваат нивните податоци да бидат заштитени кога ќе аплицираат за извод од матична книга на родени или пак кога ќе отвараат нова фирма преку интернет. Во таа насока, Министерството за информатичко општество и администрација подготви нов закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, со кој што се транспонира и да се регулативата на Европската унија. Новиот закон ќе им оможи на граѓаните нови начини за електронска идентификација при користењето на електронските сервиси. Од друга страна, до крајот на летото веќе ќе го имаме и електронскиот регистар на население како основа за нудење на електронските услуги на граѓаните. Услугите од администрацијата ќе станат побрзи, поефикасни и пред се поевтини. Со интегрирање на податоците кои се собираат од различни институции, ќе се формира електронскиот идентитет на граѓаните во формат кој што ќе може да го користи целата администрација. И постојано треба да бараме начини да бидеме чекор пред потенцијалните напаѓачи на нашите системи и мрежи. Новите можности што ги нудиме на граѓаните ќе отворат и нови можности за нови луѓе и нови напади. За таа цел мора да изградиме нови и независни капацитети за да ги идентификуваме и спречиме сајбер нападите. Националниот тим за справување со компјутерски инциденти, така наречениот НКД-ЦИРТ, е веќе оформен со цел да обезбеди способност со управување со инциденти на национално ниво.
Овојдина е планирано и за екнување на капацитетите на постоечкиот тим и во оваа прилика би сакал да ги поздравам. Во делот на борбата со сајбер криминалот ќе слушнете малку подоцна од Министерството на внатрешни работи, а за аспектите на сајбер одбраната малку подетално од Министерството за одбрана. Во фазата во која што се наоѓаме сега, од витално значење е образовниот систем исто така да обезбеди млада и образувана работна сила за пополнување на огромниот број на работни места во областа на сајбер безбедност. Тоа е клучно за одржувањето и зголемувањето на сајбер безбедноста на државата. Онлайн светот порасна експоненцијално во последните неколку години. Образованието се уште не се приспособи да го следи брзиот напредок и да произведе доволен број на соодветни кадри. Подобрените дигитални вештини на било кој граѓанин се директна поддршка на подобрената сајбер безбедност и без нив нема да можеме да ги постигнеме зацртаните цели. По таа насока ги разгледуваме и можностите за глобална соработка во образованието во полето на сајбер безбедноста, така што нашата академска заедница би соработувала со сите партнери од меѓународната заедница. Би разменувале искуства и би изведувале заеднички истражувачки проекти. Во оваа насока дозволете да најавам дека Македонија планира да аплицира да стане центар за идната регионална академија за сајбер безбедност, која што би била на ниво на Западен Балкан. На крај, интернетот по дефиниција е глобален. Глобалните сајбер закани се и локални закани. За заштита на собствениот сајбер простор, Македонија мора да соработува и да разменува информации и на локално, но и на глобално ниво, преку градење на мрежи за оперативна, национална, билатерална, регионална и меѓународна соработка. Сите мерки кои што ги зборуваме денеска се долгорочни. Денеска ги поставуваме темелите на она што треба да бидат политиките во сајбер безбедноста во следните години, па дури и децении. И се гордеам со тоа што го постигнавме во краток период, но ова е само почетокот. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за луѓето, за експертите од Министерството за одбрана, Министерството на внатрешни работи и Министерството за информатичко општество и администрација, кои што секојдневно работат на оваа стратегија и се вложуваат. Благодарност до Светската банка, која што ни помогна во проценката на нашите сајбер капацитети со нивниот тим. Тука и помошта која константно доаѓа од нашите партнери од Европската унија и Соединетите американски држави, а постојано сме во комуникација и со универзитетите, но и со граѓанскиот сектор, кој што се секогаш тука несебично напомнат. Накратко, само во однос на роковите, кои што претходно беа спомнати. Може би за некој изгледа чудно, нормално кои сами што знаете, викаме ниједна стратегија не е стратегија ако нема соодветен акцијски план. И видовте ги имаме фрагментирано фактички, производуваме општиот дел порано, а акцијскиот план му даваме повеќе време до крајот на септември. Целта е дека на лондонскиот самит на Европската унија и на земјите од Берлинскиот процес ние сакаме да излеземе со еден општ текст на стратегијата, со кој што после се надеваме дека ќе добиеме и помош од нивна страна во делот на имплементацијата и затоа акцијскиот план треба да ориентира на тоа што ќе го добиеме како помоши од нивна страна. Затоа е фрагментиран. Сосема на крај, сајбер безбедноста е, како што ние викаме, IT, work in progress, и секогаш ќе остане работа во тек. Нашата заложба е Македонија да има безбедна дигитална влада, сигурна дигитална економија и дигитално безбедни граѓани. Тоа може да го постигнеме само ако работиме заедно. Благодарам.